Драги гледачи, драго ми да ве повторно можеме да бидеме заедно. И денеска би сакал да размислуваме на една тема која носи наслов денес. Денес многу работи во нашиот живот се случуваат. Денес зборот многу нешта менува во нашиот живот. Али во животот на ова една личност која сакам вечерва да ви ја представам, бил тоа еден долго очекуван момент. Говорникот кој требало да зборува бил многу млад и многу познат. За него се зборувало секаде по земјата. Некој би кажал, кој би можел да помисли, гледајќи го некогаш, дека една таква иднина го очекува него. Во неговата фамилија никој не бил на некоја голема положба. Славата која ја имал не е долгувал толку на своите зборови и беседи, колку на своите дела. Поради тоа, големото мнозинство на луѓе се собрало тој ден во малата синагога со желба да го чуе. Толку многу има чуено за неговите дела, а сега конечно сакале и самите да го видат и да го чујат. И усталениот обичај, тој прочитал еден текст од Стариот Завет. Потоа требал лично нешто да каже, неколку зборови за текстот кој што го прочитал. Била штама во синагогата. Сите со големо исчекување гледале во него. Прв збор кој Исус го изговорил во синагогата во Назарет содржи една цела порака. Денес. Денес се изврши ова писмо во вашите уши. Би сакал браш да го прочитам овој текст кој се наоѓа забележан во Евангелието според Лука, во 4 глава, читам од 16 до 21 стих. И дојде во Назарет, каде што беше одраснал, и по обичај свој влезе еден саботен ден во синагогата, па стана да чита. Му ја подадоа книгата на пророкот Исаија, и тој, што ми ја отвори, го најде местото каде што беше напишано. Духот Господов е врз мене, зашто Господ ме помаза, ме прати да им соопштам радосна вест на бедните. Ме прати да им проповедам на заробените ослободување и на слепите прогледување, да ги пуштам на слобода на патените, да ја проповедам благопријатната година Господова. Потоа ја затвори книгата, му ја даде на прислужникот и седна. А очите на сите во синагогата беа вперени во него и почна да им говори. Денес се исполни ова писмо што го чувте. Евангелистот сметал за корисно да ни пренесе и реакцијата на самите слушатели. Во 22 стих вели: и сите му подадија и се восхитуваа на неговите благодатни зборови што излегуваа од устата негова и велеа: не е ли овој синот на Јосиф? Всушност се било кажано за да можат да го разберат. Пророштвото се исполнило во негово време и уште повеќе во неговите дела. Тие во него гледале син на Јосифа, ама тој всушност бил Спасителот, Месија, оној кој што е испратен од Бога. Овој ексклузивен израз денес се појавува и на други места во Светото писмо, скоро секогаш како клучен збор. Во Евангелие по Лука, во 2 глава, во 11 стих, ги читаме следните зборови. Зашто денеска ви се роди во градот Давидов Спасител, кој е Христос Господ. Пастирите веднаш ги оставиле своите стада и заминале да му одадат чест на ветеното дете. На Захеј Христос му изговорил нешто многу изненадувачко. Во истото Евангелие, во 19 глава, во 5 стих, ги читаме следните зборови. Исус пак, кога дојде на тоа место, погледа нагоре, го виде и му рече: Захеј, слези бргу, зашто денес треба да бидам во твојот дом. Христовата посета е опишана во 9 стих. А Исус му рече: денес дојде спасението за овој дом, зашто
и тој е син Аврамов. Присутноста на Спасителот значела спасение на Захеј и на неговите домашни. Истиот збор Исус Христос го употребил, обраќајќи му се на разбойникот на крстот во истото Евангелие во 23 глава, читам во 43 стих. А Исус му рече: вистина ти велам, денес ќе бидеш со мене во рајот. Овој текст е полемика и предмет на многу дискусии. Али овие зборови кои што Исус му ги упатил на разбойникот, тој можел мирно да ги затвори своите очи. Затоа што во тој ден, денес, Исус му ветил дека еден ден ќе биде заедно во рајот со него. Тој имал сигурноста во спасението. На тој ден кога изгледало дека непријателот ќе триумфува, во ден кога сите религиозни водачи ги триеле своите раце од среќа, во ден кога сите надежи на учениците се распрвнале, најтрагичниот ден на човечката историја. Исус кажал: спасение денес. Како што ангелите им кажале на пастирите, како што Исус го потврдил во Назарет и како што подосна му го повторили на Захеј, секогаш и секогаш одново останува таа иста вистина денес. Зато и не чуди фактот да и писателот на посланицата на евреите како лајт мотив за своето дело го зел овој збор. И кога ќе го отвориме ова послание до евреите, во 3 глава, во 7 стих, ги забележал апостол Павле следните зборови: поради тоа, како што вели Светиот Дух, денес, ако го чуете гласот Негов. Па подосна во 15 стих ќе ги каже следните зборови, ќе ги забележи апостол Павле: додека се вели денес кога ќе го чуете Неговиот глас, да не отрпнат срцата ваши онака како кога се побунивте. Па во 4 глава, во 7 стих, вели: затоа пак определи еден ден, денес, велики преку Давид, по толку време, како што е речено погоре, денес, кога ќе чуете гласот Негов, не стврднувајте ги срцата ваши. Драги мои, ова е Божјото денес. Всушност, оваа вистина го претворува во прав и уништува сатанскиот план кој сака да не одвои од нашата сегашност. Сатаната сака со сите сили да ни помогне да живееме од нашето минато, подпирајќи се на нашите духовни багажи, или на нашето искуство во верата, или на нашето обраќање кое било толку далеку на наш прв елан и ентузијазам. Со други зборови, тој сака да живееме на нашите тобожни резерви. Или не убива нашето минато, представувајќи како ланец со кој сме врзани и од кој не можеме да се ослободиме се до последниот здив на нашиот живот. Многу христијани веруваат дека имаат сметка, рачун во небесната банка. Тие веруваат и се ослонуваат на своите побожни дела, молитви, присутноста на богослуженијата и така натаму можеме да редиме. Тие очекуваат денес со голема резерва на заслугите од минатото. Се подразбира дека е многу корисно да се биде обогатен со искуство од минатото, да се извлечат корисни поуки од минатата година е добра вест. Меѓутоа, да се живее од своето минато, не дозволувајќи си себе си никакво ново искуство, бидејќи овие кои ги имаме ни се сторуваат како да се доволно, е за секаква осуда. Овој свет живее врз основа на ваков став. Земете било која гранка, дали спорт, дали музика, дали глума. Што прават сите тие личности? Заработуваат пари за да подосна можат да ги трошат ако и останат во животот. Можам сега да ви направам
sijaset na ličnosti kako James Dean, Elvis Presley, Ayrton Senna, Mance i bilo koji drugi. I tukaj je i naši od Toše Proeski. I to je zaработувал пари, ali gledajte, тоа неговото денес, за да живее од она што го печелил, никогаш не дошло. Ама духовниот живот не е таков. Ваквиот став е повеќе распространет отколку што можеме и да замислиме. Новите христијани се чувствуваат по-богати наследници на одредена врста на традиција. Ништо не им недостасува. Тие имаат верата, имаат знаење за вестината, па и спасението. Ке имаат врз основа на оние, нажалост, минати резерви и залихи кои што ги имаат. И самиот живот е денес поинаков. Некогаш работниците биле исплатувани на крајот од секој ден. И на пазарување се одело скоро секој ден. Денес платите се исплатуваат или месечно, или секоја втора седмица, или на крајот од седмицата, а на пазарување се оди еднаш неделно. Или еднаш месечно. Не знам луѓе кои одат и еднаш месечно. На материјалниот план тоа може да биде многу добро, меѓутоа на духовниот план тоа е една голема пропаст. Погибел за било која личност, бидејќи неговото минато е исполнето со добри дела и човекот се осеќа ослободен да го живее тоа Божјо денес. Слично на учениците кои ќе добијат добри оценки и после можат мирно да спијат. Ние знаеме дека денеска како родители често на своите деца им велиме учи на почетокот, стави добри оценки за да можеш мирно да одиш до крајот. Али во нашиот духовен живот е потребна една константа да постои. Со вакво искушение на спиење, црквата би требала повторно да ги чита текстовите од 2 Мојсеева 16 глава. Зашто баш ова глава? Бидејќи Бог сакал израелците секое утро да одат и да ја собираат маната. Зарем не? Затоа им забранил да ја чуваат во резерва за следниот ден, освен од петокот за саботата. Што сакал сушност Бог со тоа да ги поучи? Требало на тој пат низ пустината да се научат дека Божјата милост секој ден се дава одново. Милоста е само денешна. Она што било вчера, поминало. Она што ќе биде утре, уште не дошло. Таа се собира секој ден како и самата мана. Таа е секој дневен хлеб. Тоа што Бог ни го дал вчера, не може да служи како резерва наместо она што Бог сака да ни го даде денес. И нажалост ние како луѓе често така и живееме, не само својот живот, овоземски живот, него и духовниот живот. Бидејќи ние имаме една суштинска потреба да безпрестано ќе бараме присутноста на оној кој не го требаме помалце утре, него денес, и без кој ќе бидеме изгубени утре, исто како и денес. Всушност, непријателот на човекот сака да ние како луѓе направиме резерви. Резерви од она што нам Бог ни го дава денеска. Знаејќи дека утре ќе потониме, иако денес сме пливале. Јасен пример за ова ни се и самиот пророк Илија. Вчера победил на гората Кармил, огин слегува од небото, дожд паѓа, проблем со лажните пророци бил решен, народот Божи се вратил на патот кон правиот Бог и тоа бил еден голем триумф. Колку долго? Само еден ден. Утре дента го гледаме пророкот како жалостен бега пред заканите од Езавеля. Длабоко обесхрабен и ја посакува дури и смртта, стои забележено во Прва Царевите 18 глава 19 стих. Од оваа случка можеме да заклучиме дека победата на Кармил ни во кој случај не можела да биде резерва за оно што требало да го прими следниот ден. Да сме биле на неговото место, ние најверојатно би верувале дека е можно да се живе од минатото, од спектакуларната победа постигната во текот на вчерашниот ден, после 3,5 години суша. Тоа би некако и Илија довело до еден спектакуларен пораз. Да се живее од минатото,
Сушност значи и да не се живее. На Господ навистина му е до тоа да бидеме живи. Тој не е Бог на мртвите. Тој бора да секое утро излеземе многу рано од својот камп или од својот шатор, логор, да ја собереме нашата дневна порција на Божјата милост. Колку христијани се убедени дека нивното денес е само механички продолжеток од вчера и завчера. Се сеќавам на мојот почеток на духовното патување, кога често ми доаѓа тие мисли и размислувања, па што Бог допринел денеска да можам јас да станам? Па вчера јадев, вчера вежбав, добро се хранев, добро спиев. Сето тоа е благодарение на сите тие мои активности кои што сум ги правил. Али всушност не било така. Тоа што јас денеска сум станал и живеам е благодарение на Божјата милост и љубов. Денес, кој што Бог ми го дал да можам да го живеам. Новородувањето не е нешто што се прима еднаш за секогаш. Тоа е нешто што се доживува секојдневно. Затоа, драги мои присутни, јас би сакал да ве повикам да, како и она што Господ Исус Христос вели, денес не повикува да го предадеме своето срце. Денес не повикува да ја земеме дневната доза на Божјата милост, спознавајќи ја преку Неговата реч. Денес Бог не повикува да се запознаеме подобро со Него. Денес Бог не повикува да се преиспитаме и да видиме колку сме му дозволили да тој живее во нас. Денес Бог сака да биде во нас, да биде со нас, да не води низ денешниот ден. Затоа моја искрена желба и молитва пред Бога е да денес, кога ќе учуете ова, да вашите срца не бидат одрвенати, него да му дозволите на Бога да уште еднаш Исус Христос го проживее животот во вас и да Неговото име може да се прослави. Амин.